ова издание. Јасни пораки од шефот на директоратот за проширување во Европската комисија, Кристијан Даниелсон, се сретна со сите министри што ги водат ресорите клучни за реформите. Со привременото отворање на владата на САД се создаде простор и за годишното обраќање на претседателот Доналд Трамп пред Конгресот и до нацијата. Ве водиме и во уникатните канцеларии на гигантот Амазон, кои налегуваат на ботаничка градина. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Претседателот Доналд Трамп доби покана да го одржи годишното обраќање пред Конгресот и нацијата. Поканата дојде од Ненси Пелоси, спикерката на Представничкиот дом. Повеќе за ова во вестите што следат. Обраќањето на Доналд Трамп ќе биде на 5 февруари пред заедничката сесија на двата дома во Конгресот, а ќе зборува за состојбите во Унијата. Првично неговиот говор требаше да биде денеска, но Пелоси побара тој да почека додека да се стави крај на делумното затворање на владата. Конечно во петокот падна договор меѓу Трамп и конгресните лидери за привремено отворање во период од 3 недели. Со тоа се овозможи стотиците илјади федерални работници да ги земат за останатите плати, но Трамп и натаму бара пари за зидот на границата со Мексико. Во иста насока беше и нашата анкета, а на која побаравме да одговорите на прашањето кој прв ќе попушти за зидот. Само 16% одговорија дека први ќе попуштат Трамп и републиканците. За понудениот одговор дека Ненси Пелоси и Чак Шумер се тие што ќе попуштат, се согласија 26% од гледачите. Сепак, најголем процент, 58%, одговорија дека тие што први ќе попуштат се федералните работници со нервите. Македонија е на 93-то место од вкупно 180 земји по индексот на корупција во годишниот извештај што денеска го објави Transparency International. Се наоѓа во друштво на Косово, Монголија и Панама, а единствено Албанија има полош рейтинг од државите на Балканот. Македонија се уште се смета за држава со хибриден режим, односно држава во кој има елементи на автократски тенденции и покрајно тираниот напредок од 14 места споредено со минатата година. САД пак паднале 4 позиции во однос на минатата година и за прв пат не се наоѓаат во првите 20 земји. Од 180 држави САД се најдоа на 22-то место. Да се задржи моментот создаден после договорот со Грција, наместо дефокусирање со предвремени избори. Тоа го порача Кристијан Даниелсон, првиот човек на директоратот за проширување во Европската комисија. За неговата посета известува Владимир Мирчевски. Унијата го смета договорот со Грција за клучен, го поздравува напредокот во реформската агенда, но истовремено порачува дека мора да се задржи моментот без дефокусирање на предвремени избори. Со таква порака настапи првиот човек на директоратот за проширување во Европската комисија на денешниот заеднички состанок со премиерот, вице-премиерот за европски прашања и министрите задолжени за ресорите во кои се очекува напредок. Едноставно кажано, Брисел смета дека сега на Македонија не и требаат парламентарни избори. This positive momentum that has created Овој позитивен моментум што е создаден по потпишувањето на Преспанскиот договор треба да се одржи. Фокусот треба да се насочи на реформите во пресрет на јуни, кога врвот на Унијата ќе решава за отворање на пристапните преговори со оваа земја. Фокусот треба да биде на испорачување и затоа веруваме дека предвремените избори ќе го одземат тој фокус и потребната енергија за затворање на преостанатите прашања. Ги набра клучните точки во агендата: судството, борбата против корупцијата и криминалот, реформите во разузнавачките служби и јавната администрација. Даниелсон побара не само носење закони, туку и нивно спроведување. Очекува нула толеранција за корупцијата на сите нивоа и затоа смета дека формирањето антикорупцијска комисија е клучниот елемент во овој период. Остануваат клучните 2 месеци, февруари и март, кога треба да испорачаме и во делот на донесувањето на законите за 4 области кои што Советот ги определи минатата година како приоритетни, меѓутоа и да ги убедиме земјите членки дека Република Северна Македонија се менува секој ден во делот на имплементација на ова реформска агенда, во делот на европеизација на општеството и на државата. Напролет, комисијата ќе излезе со својот извештај за степенот на напредок на земјава и од него, меѓу другото, ќе зависи дали во јуни ќе се успее да се убедат сите земји членки на Унијата дека до крајот на годината Македонија треба да добие датум за старт на пристапни преговори. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Како да работите среде шума во футуристичка градба.
Такво е чувството што го имаат вработените во седиштето на компанијата Амазон во Сиетл. Наташа Мозговаја беше таму. Додека деловните објекти на повеќето технолошки гиганти најчесто се во предградијата, седиштето на Амазон е лоцирано во срцето на Сиетл. Но локацијата не е единственото нешто по кое Амазон е уникатен. 3 огромни футуристички полутопки од стакло и челик создаваат необична работна атмосфера. Според многу научни истражувања, кога човекот е во природа, неговиот мозок работи различно, размислува покреативно. Затоа сакаме да им овозможиме на вработените да се чувствуваат малку поинаку на работа. Тоа е навистина освежувачки. Исто така ги едуцираме за различните растенија кои тука се донесени од цел свет. Над 40.000 растенија од повеќе од 50 држави растат во внатрешноста на објектот. Вработените можат да имаат состанок во ова гнездо или под дрво на какао. Овој амбиент придонесува за слободата и креативноста. Ова е прва зграда која ја направивме без канцеларии, само слободен простор. Доаѓаш наутро и одбираш каде сакаш да работиш. Дури конвенционалните деловни згради на компанијата имаат интересни работни простории. Тука, например, може да се игра шах или некоја друга забавна игра. За оние кои сакаат повеќе приватност за телефонски разговор, поставени се кабини. Други работат во овој амфитеатар, додека гледаат нешто интересно на големиот екран. На овој штанд пак се нудат бесплатни банани. Но во овој необичен простор не уживаат само луѓето. Околу 6.000 кучиња секојдневно доаѓаат во Амазон да ги придружуваат нивните сопственици. Тоа ослободува од стрес. Доволно е само да го погалите кучето. Луѓето често доаѓаат во мојата канцеларија, не за да ме видат мене, туку за да го видат Джо. Кучето на Блейк Фери, Гас, всушност порасна во оваа зграда. Додека беше мал беше предизвик, но откако се навикна, нема никакви проблеми. Се уште не е познато како точно ќе изгледаат просториите на Амазон во Вирџинија и Њу Јорк, но известно е дека за кучињата повторно ќе има место. Замислете светилки и бранови што треперат и се движат според очекувањата на срцето. Тоа го има на изложбата Пулс во музеот Хиршхорн во Вашингтон. Како изгледа тоа ќе ни каже Керолин Пресути. Го гледате пред да го слушнете. Тоа е срце. Светилки буквално играат на срцевиот пулс. Ако ги допрете сензорите, пулсот на вашето срце ќе се поврзе со стотици други претходно. Истовремено пак светилки треперат во ритмот со вашето срце. Ова е Пулс, интерактивна изложба во музеот Хиршхорн во Вашингтон. Светлосна рамка ги пренесува отпечатоците од прстите до светилки од 300 вати, кои висат 3 метри од плафонот. Стефане Акин е кустос на изложбата. Светилките вибрираат со пулсот на вашето срце. Во друга просторија има сензор кој реагира на прстите, комбинација од дигитален микроскоп и монитор за срцевиот пулс. Проекторот ги покажува отпечатоците на прстите на монитор, што покрива цел зид во галеријата. Во близина има и ЕКГ слика, која го покажува пулсот. Во трета просторија изложбата открива осветлен базен со вода, каде во бранови се отсликува чукањето на срцето, се додека во еден момент брановите не се смират и конечно застанат исто како во животот. Кардиологот Сузан Бенет вели дека изложбата за неја е повеќе од уметност. Ако дојде личност со неправилен ритам на срцето, јас ке можам преку изложбата тоа да го утврдам. Назад во првата соба, пулсирањето е константно. Како што ново чукање на срцето ќе влезе во мрежата, останатите се осликуваат во наредните светилки. По 211-тиот пулс, вашиот ќе исчезне. Целта на тоа е да не потсети колку кратко време имаме на планетата. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. На крај подсетување да гласате на нашата нова анкета. Овој пат прашањето е: која мерка бе била најефикасна против загадувањето на воздухот? Вашите одговори може ќе поттигнат некого на конкретни чекори. Ви посакуваме пријатна ноќ без смог. Се гледаме утре.